Невремето што вчера го зафати Скопје беше од категоријата ураган. Во еден момент ветерот достигна брзина од 130 км на час. Штетите беа речиси неизбежни, а денесни целиот главен град се расчистуваа улиците од остатоците што ветерот ги разнесе насекаде. Во Чаир, како и во многу други делови на Скопје, имаше паднати дрвја кои оштетија автомобили и околните објекти. Во Карпош еден стан остана без покрив откако силниот ветер го откорна. Без дел од покривот остана и поликлиниката во Битпазар. Штети се предизвикани на неколку државни институции како и на меѓународниот аеродром Скопје. Спортскиот центар Борис Трајковски исто така информираше за големи оштетувања на покривот на базенот кој привремено нема да биде во функција. На територијата на цело Скопје се евидентирани повеќе од 117 оштетени возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја и 7 оштетени семафори. Edhe njerja krepi orës simbol të Shkupit, e ndalur në ora 5:17 që nga tërmeti vitit 1963 është dëmtuar nga studia e fuqishme, ndërsa pritet që autoritetet ta riparojnë. На терен се ангажирани екипи на противпожарната служба, полицијата, јавните комунални предпријатија и екипи од енергетскиот сектор кои работат на отстранување на штетите и нормализирање на состојбата. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека штетите ќе бидат проценети, а обештетувањето ќе се спроведе согласно законот и досегашната практика од страна на надлежните институции. Не време. Наистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. Последици од невремето се евидентирани во Кочани, Штип, Струмица и Вардарскиот регион, каде што се пријавени паднати дрвја, оштетени покриви, прекини во снабдувањето со електрична енергија и оштетување на инфраструктурата.